Со изложба на 30 дела вчера вечер беше затворена меѓународната ликовна колонија Куманово 2026. Во комплексот етно село Тимчевски, изминатите 5 дена ликовните уметници од Македонија и регионот твореа на слободна тема, а им беа доделени благодарници за нивната креативност, посветеност и учество на ликовниот камп. Манифестацијата со пригодни зборови ја затвори председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска. Ликовната колонија е во комплетна организација на Фондацијата за култура и спорт во соработка со уметничката галерија на Националната установа музеј под покровителство на градоначалникот и Советот на општината со поддршка на Министерството за култура и туризам на Македонија. Заврши успешно 52-то издание на меѓународната ликовна колонија Куманово 2026 година. Колонијата е во организација на Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово, е под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово и со така во соработка со уметничка галерија при Националната установа музеј Куманово. Ова година имавме 14 уметници, покрај уметници од Македонија, учествува уметници од Србија, Хрватска, Бугарија и Романија. Меѓународната ликовна колонија траеше 5 дена. Уметниците направија прекрасна ликовна продукција и денеска заврши колонијата со изложбата на уметничките дела создадени од нивна страна. Оваа колонија има долгогодишна традиција и се одржа во комплексот етно село Тимчевски. Работеа 14 ликовни уметници од 5 земји, од Република Македонија, Србија, Бугарија, Романија и Хрватска. И навистина ние како организатори, Националната установа музеј од Куманово и Фондацијата за култура и спорт при општината сме позитивно изненадени од нивниот творечки потенцијал, бидејќи оставија навистина една успешна одработена сесија, односно ликовни дела кои што ќе бидат дел од фондот на музеот од Куманово и на општина Куманово. Можеме да видиме дека во делата навистина прозрачува тој нивен автентичен ликовен израз. Уметниците работеа на слободна тема, веќе додоа со изградени своји лични поетики, но тука од престојот верувам дека сепак и тие инспирации, моменти кои што од посетата на Куманово и на нашата земја имаат, може да се видат како рефлексија во овие дела. Како земе во обзир дека е формирана далечната 1974 година и колонијата како форма на ликовна дружба поминала низ многу понекогаш и тешки фази и паузи, сепак да го истакнеме нејзиниот континуитет, тоа што и покрај понекогаш финансиски проблеми, политички кризи, сепак успеваме да ја одржиме. Покрај Струмичката, Прилепската е најстара, Струмичката, ова е трета, се вбројува во трите најстари колонии во Македонија, горди сме ради тоа. Колонијата ќе продолжи со работа, бидејќи имаме покровители, Министерството за култура и туризам и градоначалникот и Советот на општина Куманово. Таа поддршка продолжува, нашата тимска соработка останува, има поминале навистина огромна бројка на ликовни творци од целиот свет, како од Македонија. Задолжително имаме секојаш представник од градот Куманово, што ни е особено драго, го сметаме како домаќин. Би сакал да се заблагодарам на поканата и оваа година сум поканет на Кумановската ликовна колонија, веќе традиционално. Меѓутоа сум учествувал и многу поодамна на колонијата во Куманово, меѓутоа таа се одржуваше во манастирот Матече, мислам тоа беше 90-тите години. Подоцна истата колонија се префрли и во меморијалниот центар Асман во Пелинце, така да ова некако ми е трети или четврти пат веќе и не можам точно да кажам колку години сум учествувал, меѓутоа од моја гледна точка можам да кажам дека иако овој пат е одлично организирана колонијата, значи од секој аспект, меѓутоа ако веќе би можел да направам некоја паралела и некој избор каде била колонијата, да речеме онака и амбиентално, меѓутоа најинспиративна, ако можеме да кажеме, тоа било секако во манастирот Матече и во меморијалниот центар Асман. Истражувам низ годините, експериментирам во моето творештво, не се врзувам за одреден медиум, секогаш експериментот ме водел,
и низ моите претходни представувања изложби, така што можеби колористички имам да кажем некое поместување, меѓутоа ќе видиме како ќе се движам понатака. Така, ова е 52-та колонија во подпокровителство на градоначалникот и на општина Куманово, интернационална меѓународна ликовна колонија Куманово. Нешто што е веќе традиција, со кој што општина Куманово години наназад ја поддржуваат и градоначалниците и совети, нормално дека ние ќе продолжиме да го поддржуваме овој традиционален настан. Зошто? Затоа што на тој начин даваме простор уметниците да ги срушат сите бариери кои постојат на овие балкански простори. Во меѓувреме тука се наоѓаат уметници од Македонија секако, Србија, Хрватска, Бугарија, Романија. Лично ги запознав луѓето. Тоа се уметници, широки луѓе на кои ништо не им пречи, се инспирирале од природата, посетиле Ѓорџија, посетиле Кокино, се нагостиле од македонската преубава храна и со убави впечатоци слегуваат од Македонија со впечаток и сите кажат дека нашата држава е една прекрасна држава на која што треба да бидеме горди. И јас како претседателка на Совет особено сум горда што едни такви врвни уметници кои не име прво учество во колонијата, нели во колонии, врвни уметници од меѓународни рамки доаѓаат и го кажуваат тоа искуство.